Најави за денешните настани. ВМРО ДПМН е денеска од Охрид ја започна акцијата "Важно е, од тебе зависат промените". Отворен системот за електронско пријавување на проекти од национален интерес за култура за 2024 година. Брачен пар од Холандија, вистински влюбеници во Охрид, 10 години поред летуваат на брегот на езерото. Одбележана 80 годишнината од издавањето на манифестот на Генералниот штаб на нов ИПОМ во Црвена вода Дебарца. Се намалува бројот на специјалците на северот од Косово. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е студено утро со пад на утринските температури и времето во текот на денот сончево и топло со 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ведро и свежа. Утре на крајните северозападни, северни, североисточни делови умерено облачно и нестабилно со дожд, проследен со ветар. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево со локална облачност и топло. На север на Европа зголемена облачност и локални услови за нестабилно време со врнежи и дожд. Минималните дневни температури од 18 до 28 степени. Во Македонија во среда студено утро со утрински температури од 3 до 15 степени. Во текот на денот сончево, ветровито и топло со дневни температури во пораст. Максималните дневни температури од 23 до 31 степен Целзиусов. Во Охрид во среда студено утро, а времето во текот на денот сончево и топло време. Минималната 10, дневната 25. Во четврток и петок сончево и топло, минимални температури 12 односно 11, максималните дневни 24 односно 23. Во сабота студено утро, температурата 8, а времето во текот на денот сончево и топло, максималната дневна температура 22 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. ВМРО ДПМН денеска од Охрид ја започна акцијата "Важно е, од тебе зависат промените". Со оваа акција предвидено е секоја недела да се реализираат по 2 теренски посети на општини, со средби со голем број граѓани, организации, здруженија и целни групи. Во Охрид Мицковски со набиена агенда. Средба со туристичките работници кај автопатот Охрид Кичево. Во селото Подмолје, средба кај колекторската станица, на кејот на Охридското езеро средба со група пензионери, во спортскиот центар Билјанини извори, пред се уште неизградениот пливачки базен, средба со представници на пливачките клубови, средба и разговор со жителите во селото Пештани, а во селото Трпејца средба и разговор со жители за државен проект за изградба на канализациона мрежа. На средбата со туристичките работници Мицковски кажа дека целта на оваа акција е да слушнат од прво лице што е тоа што представува акутен проблем, што е она што недостасува и за истото да понудат решение кое што ќе биде содржано во програмата која што ќе биде дел од кампањата за следните парламентарни избори. ВМРО ДПМН како една влада има намера да алоцира од централниот буџет за проекти во општина Охрид средства во висина до 8 милиони евра годишно или во еден 4-годишен мандат помеѓу 30 и 32 милиони евра. Тоа се навистина значени проекти. На дел од тие проекти како што е проектот за канализација и пречистителна станица, да речеме, во населеното место Трпејца, ќе посветиме посебно внимание денеска, но не е само тоа. Тука се и други проекти, нов водоснабдителен систем, наречен проект Свиништа, односно проект кој што ќе биде помеѓу 8 и 9 милиони евра, со кој што според тоа што го добиваме како информација би се обезбедило стабилно навремено снабдување на Охрид со вода во следните, би рекол, 50 на години, без разлика на пикот на туристичката сезона, но и не само тоа, и други канализациони системи во други населени места, училишта, инфраструктурни проекти, катна гаража која што се планира во центарот на градот и така натаму. Државниот инспекторат за животна средина ги потсетува локалните самоуправи дека согласно Законот за инспекцијски надзор во животната средина до 31 декември 2022 имаа обврска да определат едно лице да ги врши исклучиво работите за инспекцијски надзор во животна средина согласно прописите. Во општина Охрид работат 20 лиценцирани инспектори за животна средина. На градоначалниците на македонските општини, вклучително и на град Скопје, одамна им беше укажано од страна на Државниот инспекторат за животна средина во соработка со ЗЕЛС, а им беше доставен и допис со наведен рок по електронски пат до кога треба да определат едно лице да ги врши исклучиво работите за инспекцијски надзор во животна средина и согласно прописите. Согласно Законот за инспекцијски надзор во животна средина, член 45 од став 1, општините требаше да го определат лицето до 31 декември 2022 година. Од општина Охрид за ТВМ телевизија информираа дека во нашата општина работат 20 лиценцирани инспектори кои вршат инспекцијски надзор во животна средина согласно прописите. Назначеното лице треба да поседува лиценца или менторски период за добивање на лиценца или доколку тоа не можат општините да го реализираат, да склучат договор за меѓуопштинска соработка. Доколку овластеното лице не поседува лиценца за општински инспектор за животна средина за време на менторскиот период за добивање лиценца, тоа не смее да врши самостојно инспекцијски надзор, ниту да донесува акти во инспекцијски поставки, а не смее да извршува и други работи во општинската администрација, стои во извадокот од службениот весник на Република Северна Македонија 92/9/2022 на македонски и на албански јазик. 33-та седница на Советот на општина Охрид ќе се одржи утре 4 октомври со почеток во 9 часот. Охридските советници ќе одлучуваат по 51 точка од дневниот ред.
33-та седница на Советот на Општина Охрид ќе се одржи утре, 4 октомври, со почеток во 9 часот. На дневен ред се 51 точка, меѓу кои и одлуката за утврдување на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење на јавното предпријатие Водовод Охрид за регулиран период 2024-2026 година, како и за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното предпријатие Нискоградба Охрид за регулиран период 2024-2026 година. Советниците ќе расправаат за давање согласност на одлуката за работа на групи со поголем, односно помал број деца од законски утврдениот број во градинката Јасна Ристеска Охрид, усвојување на годишниот извештај, како и програмата за работа, систематизација на работни места, како и утврдување на работното време на вработените во градинката. На дневен ред се и бодовите за пресметување плати на вработените во јавните предпријатија во Охрид, предлог одлука за пренесување на правото на користење на опрема за голф терен за вежбалиште за голф, собственост на општина Охрид, на јавното предпријатие Билјанини извори Охрид, а останатите точки за кои утре ќе одлучуваат охридските советници се однесуваат на урбанистичко-плански документации. Заради изведување градежни активности, утре, 4 октомври, ќе биде затворена за сообраќај улицата Димитар Влахов на потегот од пресекот со улица Караорман до пресекот со улица Јане Сандански. Сообраќајот на овој потек од улицата ќе биде прекинат во периодот од 7 часот па до завршувањето на градежните активности. Местото на изведување на градежните работи ќе биде соодветно означено и обележано, информираат од локалната. Од денес отворен системот за електронско пријавување на проекти од национален интерес за културата за 2024 година. Истиот ќе биде затворен на 6 ноември, а ќе се спроведува преку националниот портал за e-услуги. Новина е тоа што годинава во заштитата на културното наследство ќе има 3 посебни пријави по дејности, кои до сега беа на иста пријава: библиотечна дејност, музејска дејност и нематеријално културно наследство и заштита на недвижно културно наследство и на аудиовизуелни добра. Стартува пријавувањето на проектите од национален интерес за култура за 2024 година. Квалитетот, иновативноста и креативноста остануваат приоритетите според кои ќе се водат од Министерството во доделувањето средства за реализација на проектите од национален интерес за култура, истакна министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска на денешната пресконференција. Таа посочи дека има новини во самиот конкурс во насока на подобрување на квалитетот. Во заштитата на културното наследство ќе има 3 посебни пријави по дејности кои досега беа на иста пријава: библиотечна дејност, музејска дејност и нематеријално културно наследство, заштита на недвижно културно наследство и на аудиовизуелни добра. Целта ни е да го поедноставиме и да го олесниме процесот на пријавување. Критериумите, мерилата за оценување на пријавите и начинот на финансирање не се променети. Станува збор само за посебни пријави. Во годинешниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес за култура за 2024 ќе се финансираат проекти кои се однесуваат на унапредување на стратегискиот дел со Соединетите Американски држави, унапредување на иницијативата со земјите членки Отворен Балкан, како и проекти за поврзување со диаспората. Приоритет ќе имаат и проектите што ќе не промовираат во градовите Европски престолнини на култура во 2024 година, како и земјите председавачи со Европската Унија во 2024 година. Го прошируваме и списокот на поддршка, котизација за членство во меѓународни организации и асоциации. И овие измени во делот на приоритети и услови во меѓународна соработка се објавени на веб страницата uslugi.gov.mk. Искуството од минатите годишни конкурси покажа зголемен интерес за детската литература на македонски јазик. Сакам и во оваа пригода да ги охрабрам авторите и илустраторите да го зголемат својот придонес во квалитетот на овој конкурс. Исто така, младите автори остануваат во фокусот на вниманието на Министерството за култура, објасни министерката. Системот автоматски го препознава невниманието на корисниците кон општите услови и правила за тоа со колку проекти може да конкурираат по дејност. Ова е многу важно, за да не пропаднат добри проекти поради невнимание, објасни министерката за култура. Решенијата за прифатени, одбиени или отфрлени проекти корисниците ќе ги добијат по електронски пат.
Брачен пар од Холандија, вистински влюбеници во Охрид, 10 години поред летуваат на брегот на Охридското езеро. Холанѓаните се едни од најредовните и најбројните туристи во регионот. Туризмот се врати на старите патеки според статистиката. Бројот на странски туристи бележи пораст од 46,8%. Брачен пар од Холандија една деценија летува на брегот на Охридското езеро. Тие се вистински влюбеници во Охрид, покрај природата и културното богатство. Најмногу им се допаѓа вкусната македонска храна и гостопримливоста на луѓето. Велат веќе имаат голем број пријатели во Охрид со кои редовно се во контакт и се дружат. Very good. So otherwise we wouldn't. Многу ни е убаво, па еве годинава е 10-ти пат како доаѓаме на одмор во Охрид. Луѓето, најмногу ни се допаѓаат луѓето бидејќи се многу фини и пријателски расположени и токму затоа доаѓаме. We like the kindness of the people and we knew. Оваа сезона овде сме на одмор една седмица. Ни се допаѓа љубезноста на жителите на Охрид. Веќе имаме стекнато познанства и пријателства, се дружиме со нив. Овде ни е најубав одморот. It's our favorite holiday. После ковид пандемијата, оваа сезона туризмот се врати на старите патеки. Туризмот оваа сезона урива рекорди. Заклучно со јуни годинава бројот на странски туристи бележи пораст од 48,6%. Вака брзо враќање никој не го очекуваш. После ковидот, да вие ја достигнувате 2019 на вистина, е нешто што мора да се признае, а сега ќе речам дека оние пак политики во туризмот вродија плод. Холанѓаните се едни од најредовните и најбројните туристи на брегот на Охридското езеро. Десетици илјади гости од Холандија и оваа сезона летуваа во Охрид. Во селото Црвена вода Дебрца одбележана 80 годишнината од издавањето на манифестот на Генералниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, со полагање свежо цвеќе на спомениците на паднатите борци и жртвите на фашистичкиот терор. Денес во Црвена вода и Белчишта, општинската организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓаните продолжувачи во општините Охрид и Дебрца, како и локалната самоуправа на општина Дебрца, го одбележаа јубилеот 80 години од издавањето на манифестот на Генералниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија до македонскиот народ на 3 октомври 1943 година, ден кој е патронен празник на општина Дебрца. Во селото Црвена вода се одржа историски час, а во село Белчишта беше промовирана обновената спомен соба од НОП. Градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски во своето обраќање пред присутните истакна: во Дебрца се испишани најсветлите страници од македонската историја. И во времето на Свети Климентовата Кутмичевица, и во Илинденскиот период, и во текот на народно-ослободителната борба. Нашата визија е да го унапредиме овој крај, да ја вратиме душата на Дебрца, да го сочуваме нејзиното богато културно, природно и историско наследство. Наследство кое не е само наше на општина Дебрца и Македонија, туку е и светско наследство. Затоа и во наредниот период упорно и посветено ќе работиме да се сочува интегритетот на Дебрца, нејзината епска димензија и еколошка иднина. Овој манифест, заедно со манифестот на Крушевската република и со одлуките на првото заседание на АСНОМ, се вбројуваат во историски најзначајните документи врз кои се поставува државноправната основа на македонската државна заедница. На 4 и 5 октомври во Охрид ќе се спроведе вежбовна активност за боево гаѓање со огнено оружје на стрелиштето Бејбунар, информираат од секторот за внатрешни работи од Охрид. Полициски службеници, припадници на редовниот состав од полициската станица од општа надлежност, од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, како и од криминалистичката полиција, утре и задутре, 4 и 5 октомври, со почеток од 8 часот, на стрелиштето Бејбунар во Охрид ќе спроведат вежбовна активност за боево гаѓање со огнено оружје. Оваа активност се реализира со претходен договор и известување до стрелиштето, Ловното друштво Охрид, Здравствен дом Охрид и урбаната заедница Билјанини извори.
Пред почетокот на боевото гаѓање, полициски екипи ќе извршат теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето Бејбунар, со цел оневозможување влез на граѓани во безбедносните зони, а медицинското обезбедување ќе го вршат стручните медицински екипи од јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид. Од СВР Охрид со апел до граѓаните кои се движат кон стрелиштето Бејбунар да ги почитуваат ознаките и надписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници. Следуваат вестите од светот. Припадниците на специјалната единица на Косовската полиција се повлече од селото Бањска и е заменета со припадници на интервентна единица, изјави заменик командантот на Косовската полиција за Северниот регион. Тој додаде дека сега ќе има видлив помал број на полиција во реонот, очекувајќи дека животот наскоро ќе се нормализира. Според извештаите од теренот, животот во Бањска полека се нормализира, а се позабележителен е бројот на луѓе кои послободно се движат во улиците на селото, иако во се уште помал бројот во обичаено движење пред вооружениот инцидент од минатата недела. Сепак училишните и бањските комплекси се уште не работат. Председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола во средата изјави дека мора да се утврдат сите факти за неодамнешниот напад во селото Бањска и ги повика сите страни да вложат искрени напори за враќање на мирот и стабилноста. Во Европа во 2022 година беа забележани повеќе случаи на локално заразни од вирус Денга околу целата претходна деценија. Зголемувањето на бројот на пациенти представува закана за јавното здравје на отворен можност за соодветен одговор на пазарот и можност за производство на вакцини и третмани против денга треската, што треба да ја поттигне фармацевската индустрија да ги зголеми инвестициите во борба против оваа запуштена болест. Луѓето кои работат на терен велат дека порастот на бројот на случаи на денга треска на западот може да го отежне и снабдувањето со лекови кои спасуваат живот на оние на кои им се најпотребни, бидејќи компаниите за лекови развиваат алатки помалку ефикасни во земјите во кои денгата е најраспространета. Климатските промени и миграцијата значи дека комарците кои пренесуваат денга и други болести како чингињука и зика присигнуваат во Европа. Досега комарецот која пренесува инфекцијата беше ограничен главно на Јужна Европа, но неодамна загриженоста за вирусот денга е присутна на целиот континент, според Политико. Удар на гром предизвика огромна експлозија во фабрика за рециклирање храна во Оксфордшир. Сведоците изјавија дека виделе огромна огнена топка како го осветлува небото по експлозијата во електраната Северен Тренд Грин во Кесингтон, северно од Оксфорд. Жителите пријавија прекини на струја во Витни, Барфорд, Чипинг, Нортон и Милтон под Бичвуд. Компанијата соопшти дека еден од најзначајните резервоари за биогаз експлодирал од удар на гром. Во соопштението се вели дека нема повредени, дека персоналот на фабриката работи со службите за итни случаи за да го обезбеди местото. Северен Тренд Грин Пауер го обработува отпадот од храна и го претвора во биогаз. Мумифицираниот човек, познат како Камениот Вили, ќе добие соодветен свечен погреб откако беше изложен 128 години во погребна куќа во Рейдинг, Пенсилванија, САД. Како што објави Voice of America, покојникот бил алкохоличар кој починал од откажување на бубрезите во затвор во 1895 година на 19 ноември. Потоа бил мумифициран од страна на погребник кој експериментирал со нови техники за балзамирање. Следствено мумијата била изложена облечена во костим со пеперушка и црвен појас преку градите, бидејќи кога го апсиле за ситна кражба да лажно име, неговиот вистински идентитет останал непознат. Но вработените во погребниот дом успеале да откријат за кого всушност се работи. Од погребниот дом соопштија и дека ќе го откријат неговото име подоцна недела кога ќе положат телото во неговото вечно почивалиште. Пред погребот градот Рейдинг ќе му отдаде почит на човекот кој повеќе од еден век е дел од градскиот фолклор, а тоа се совпаѓа и со прославата на 275 годишнината од основањето на градот. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!